председателя. Ја поканувам Ана Огринска, секретарка за меѓународна соработка на Дом да се. Почитувана председателка на Дом, почитувани представници на владата, на политичките партии, почитувани гости и драги сопартици. Навистина убав ден денеска, нашиот пет конгрес. Ми дадовте доверба да го водам меѓународниот секретаријат и овие 4 години навистина имавме интензивна работа на тоа поле. Јас пред да кажам друго било што би сакала пред се да се заблагодарам на сите колеги кои работеа заедно со мене и со председателката на ова поле, на меѓународната соработка, Ервин Реджебагич, Лидија Николовска, Ташовска, Ети, Мартин, секако младите други Анце, да нема да ми се лутат некои кои што може би ги испуштам во интерес на времето. Интензивна меѓународна соработка имавме пред се со европските зелени во овој период. Меѓутоа, исто така и интензивна регионална соработка со сестринските зелени партии, билатерална соработка со холандските зелени, со данските зелени. Навистина еден интензивен период на работа и соработка со зелените сестрински партии. Како што видовте од поздравните обраќања на европратениците, успеавме да обезбедиме силна поддршка за евроинтеграциите на Македонија во Европската унија и ете јас би издвоила некои од нашите напори кои што мислам дека се навистина важни на тоа поле. Во 2019 година на Советот на Европските зелени беше усвоена, во Тампере во Финска беше усвоена резолуцијата со која што се бараше итно започнување на преговорите за пристапување кон Европската унија на Македонија, на Северна Македонија. Исто така, понатаму, на 34-тиот совет, повторно успеавме да се изгласа резолуција на Европските зелени, во која што се бара изоставување на билатералните несогласувања со Бугарија во пристапните преговори на Македонија. И како што видовте, Европските зелени даваат силна поддршка на евроинтеграциите на нашата земја. Меѓутоа, секако сето тоа е битно, значајно за Македонија, за Северна Македонија, за нашата земја, меѓутоа делуваме и глобално и се во овој период значење дадовме на климатските промени и сметаме дека борбата со климатските промени може да се да биде успешна само доколку делуваме регионално, глобално и регионално. Па со таа цел во рамки на Балканската мрежа, во која што исто така сме многу активни, значи регионално и сме лидери во нејзиното создавање, започнавме и го актуализиравме проблемот на балканските термоцентрали и преминувањето од јаглен кон сончева енергија, бидејќи 18 термоцентрали на Балканот имаат поголемо влијание врз климатските промени и врз загадувањето на Балканот и на Европа, отколку сите 211 останати активни термоцентрали во Европа. Проблем кој може да се реши само регионално. И понатаму ќе продолжиме со истата програма, секако дека ќе ни бидат во фокус евроинтеграциите на Северна Македонија, секако дека ќе ни бидат во фокус и климатските промени, човековите права, социјалната правда, бидејќи Северна Македонија е наш дом, Европа е наш дом, меѓутоа една планета имаме и само таа е наш дом за сите. Ви благодарам. Благодарам многу. Го поканувам Александар Пандиловски, председател на МОДОВ, да им се образи на присутните.